Дали знаете дека Породинската куќа представува најстар надземен храм на светот? Најстарите сведоштва за архитектонските поединечни и групни волуменско-просторни композиции во вид на наколни живеалишта се во Дојранското, Охридското, Преспанското и другите езера, како и неолитските континентални островски населени места кои го афирмираат големиот степен на развиток на цивилизацијата на овие подрачја. Светилиштата во вид на камени столици, долмени од црна лома или нагора кај Осинчани и комплексот од разновидни долмени од штерпа близу до Богданци, како и најстариот неолитски обелиск од Милисин на подножјето на Кожув планина, се само непобитни праисториски сведоштва за континуитетот и разновидноста на материјалната култура и животот на овие простори од многу одамна. Легендите зборуваат за водите и за некаков свет град на планината Плачковица. Едната од легендите вели дека Филип II го однел бебето Александар кај некоја баба, која тука помагала на сите за да го излекува од напади на плач. Бабата му рекла дека бебето плаче поради тоа што поседува огромна енергија и со плачење се ослободува од неа. Таа му предвидела дека ќе стане крал на светот и ќе ја надмине славата на татка си. Филип II и кралот Липи, кралот на светиот град или на тогашна Пајонија, од радост и олеснување се расплакале. По нив се расплакал и целиот присутен народ. И според нивниот плач, планината е наречена Плачковица.